Добро, предпоставувам пред мене тие што беа генерално го објаснија духот на средбата денеска, но ќе го кажам како ние ја видовме оваа средба. Најпрвен жалиме што кај владата и кај мнозинството нема доволно слух за реалните проблеми на граѓаните, па на оваа средба не се разговараше, например, за денешниот податок, кој што излезе, тоа е 20% инфлација, или пак за 31% зголемени цени на храната и безалкохолните пијалаци. И тоа се суштинските проблеми што ги мачат граѓаните, како ќе поминеме оваа зима, со кои предизвици ќе се сочиме, каква е подготвеноста на владата. Тоа се оние реални теми за кои што треба да се разговара на едни вакви средби, на кои што се политичари, кои што носат одговорност и кои што треба да им помогнат на граѓаните и да разговараат за тие теми. За жал, денеска мнозинството ја пропушти оваа можност и бидејќи ја пропушти оваа можност, единствената тема која што беше во нивен фокус е тоа што нив ги интересира, за дефокус од ова све каде што се тие неуспешни, а тоа е така наречените уставни измени под превезот на некаква си европска иднина, која што многу пати до сега во минатото самите тие ја погази. Од она што можам да го заклучам, а тука се останатите ги председатели на политички партии кои што се дел од коалицијата парламентарни, тоа се Иван Стојковиќ и Лјупчо Димовски, е дека мнозинството нема мнозинство за уставни измени. Нема мнозинство за уставни измени и водејќи се од овој заклучок, логичен след на настаните е парламентот да се распушти, да формираме техничка влада и да одиме на предвремени парламентарни избори. Тоа беше и од наша страна побарано денеска на денешниот состанок, откако стана очигледно дека немаме мнозинство кое што би гласало за евентуални уставни измени кои што ги предлага владеното мнозинство. Констатиравме и дека ова е задоцната средба и дека консензус и консултации со парламентарни политички партии се прави пред да се носат одлуки. Вака постфестум консултации се непотребни, фрустрираат и само за да не бидеме прогласени како коалиција која што е антидржавна, неконструктивна и е спротивна на иднината на државата, затоа се одваживме и дојдовме денеска, свесни при тоа дека можеби нема да ја разговараме за она што ги мачи граѓаните и дека нема да има никаков резултат денешната средба, иако морам да кажам помалку комично делуваше еден документ кој што беше поделен на крајот средбата, кој што требаше да биде некакви си заклучоци, кои што го одбивме и воопшто не сакаме ни да го коментираме. Бидејќи самото тоа е неевропски чекор, еве ви заклучоци, да се сложиме да ги усвоиме овие заклучоци. Но кога сме веќе кај заклучоците, сакам да потврдам дека пратеникот и председател на Демократски сојуз Павле Трајанов денеска предложи да излеземе од оваа средба со заклучок каде што ќе побараме од бугарската влада да го признае македонското малцинство во Бугарија и при тоа да ги признае правата кои што се резултат на пресудите на Судот за човекови права во Страсбур. Јас лично го поддржав овој заклучок, го поддржав и жалам што останатите кои што се дел од владиното мнозинство не успеа да се надминат и да го поддржат овој заклучок и да излеземе со еден барем заклучок координиран заеднички и да ги поддржиме нашинците од тој дел на границата. Коалицијата која што предводи ВМРО-ДПМН го поддржа пратеникот Павле Трајанов и председател на Демократскиот сојуз, но очигледно дека во владиното мнозинство немаше слух за такво нешто. Така што, да заклучам, мнозинство за уставни измени нема, логичен след на настаните е организирање на предвремени парламентарни избори. Доколку има други прашања, ви стојам на располагање, повелете, поставете ги. Во овие услови и на овој начин не може да се менува уставот, под кои услови вие би прифатиле промена на уставот? Кога зборувам за немање услови, зборувам за токму тоа што денеска се случува постфестум, бидејќи за да имате вие консензус
за било што мора пред да донесете одлука, да разговарате со сите фактори за да видите дали има консензус или нема консензус. Ако нема консензус, тогаш нема да продолжите понатаму. Инаку, кои се условите, ако ме прашувате? Еве самото тоа што ви велам дека го поддржав барањето на Павле Трајанов за признавање на бугарската влада на македонското малцинство во Бугарија е еден од тие услови, да речеме. Понатаму, втори услов е дека нема да има повеќе хегемонистички барања од страна на Бугарија, разговарање за историја како услов, негирање на македонскиот идентитет, на македонскиот јазик и така натаму. И уште многу други услови кои што во овој момент за жал отсуствуваат, ги нема и бидејќи не се исполнети тие очекувања, ВМРО, ДПМН и коалицијата нема да гласа за уставните измени. Погрешно ме цитирате, тоа не сум го кажал. Инаку, вака како што се доставени заклучоците во рамките на парламентот и обидот да се изгласат тие уставни измени, ВМРО, ДПМН и коалицијата нема да гласа за тие уставни измени, што значи дека безпредметно е понатаму ова владено мнозинство да обстојува и да одиме на предвремени парламентарни избори. Тоа е она што ВМРО, ДПМН го бара. Па, мислам дека е безпредметно воопшто да ги дискутираме, затоа што е несериозно и неевропски да се става документ на маса и да се бара веднаш негово одобрување, така што да бидам искрен, не ги ни прочитав. Не, денеска и на самата лидерска средба кажав дека е јасно дека нема мнозинство, нема услови за консензус и дека лично моето присуство на било која следна наредна средба е безпредметно ако разговараме за уставни измени. Ако разговараме како да донесеме закон, реформи или некаков пакет на мерки со кои што ќе го лестиме животот на граѓаните, тогаш подготвен сум да разговарам. Мицкоски цело време инсистирате дека треба да зборуваме за реални проблеми, па ајде да зборуваме како ќе ги решиме без Европа, господин Мицкоски. Веројатно вас тоа не ви е проблем, пошто вие балканските политичари живеете многу подобро на Балканот него ние што би живееле кога би биле дел од Европа. И веројатно вашиот син не размислува да отиде во Германија, ама еве брат ми размислува. Како тоа да го решиме, затоа што цело време инсистирате на реални проблеми, па како тие реални проблеми ги реши една држава како што е ова нашата и која што вашите предходници ја оплячкаа до безсвест и се уште ја плячкаат. За предходниците и за минатото, јас не сум ви добар соговорник, јас можам да зборувам Ставревски. Јас можам да зборувам за сегашноста, тоа предпоставувам требаше прашање да го поставите на актуелната влада и предпоставувам тие ќе ви дадат одговор дали ова ваше тврдење е така или не е така. Што се однесува до нашата европска иднина, Македонија како држава е дел од европскиот континент и европската иднина се темели на европски вредности. Бидејќи европската иднина се темели на европски вредности, јас само барам почитување на тие европски вредности, како што ние ги почитуваме тука во Македонија, да ги почитуваат и останатите држави, и затоа велиме да нашиот источен сосед ги почитува истите оние европски вредности, како што ние во Македонија ги почитуваме тие европски вредности. Инаку ќе ве потсетам, Македонија, македонскиот народ, граѓаните во Македонија, изминативе 30 години за името на таа европска агенда направија многу. Најпрво во 90-тите го прифатија тогашните политичари понижувачкото име кое што требаше да биде временна референца. Потоа го променија знамето. Потоа добивме правда во Хаг, која што излезе дека во суштина е само за домашна употреба, бидејќи меѓународното право, тој кој што го изгубил тој процес, може да си го крши, бидејќи е посилен. Потоа на насилен начин се менуваше уставот, се менуваше уставното име и така натаму. И цело време нас не беше ветувана европската иднина и цело време нас како народ и како граѓани ни се кажуваше уште само ова
и само што не сте влегле таму. Па доста е. Затоа што фрустрацијата на македонскиот народ е голема. Континуирано македонскиот народ мисли дека губи и континуирано мисли дека нешто му се одзема неговото достоинство. Затоа е редно време ние како политичари да ја престанеме таа пракса и да почнеме да победуваме. Тоа е политиката која што ја водам јас. Да победуваме на сите полиња во општеството. Тоа не значи дека треба да прифаќаме ултиматуми, тоа не значи дека треба да прифаќаме безусловни работи. Тоа е не. Околу еднината на моите деца јас имам два сина. Јован и Антони. Јован е средношколец. И не знам дали понатаму животот ќе го однесе некаде надвор од границите на Македонија. Овој другиот е сега прво одделение. Се надевам дека ќе се развиваат и двајцата како вистински индивидуи, така барем се трудам да ги воспитувам. Се надевам дека секаде каде што ќе патуваат или каде што ќе ги однесе патот во нивните животи, во себе ќе го чуваат она за кој што ги воспитувам, а тоа е Македонија, дека се македонци, дека нивниот македонски идентитет е безусловен и дека е константа во нивните животи и дека тоа ќе го пренесат на нивните потомци. Јас би сакал и едниот и другиот да останат во Македонија и од тука да ја победуваат Европа и светот, како што тоа многумина го правеле и како што тоа некогаш јас сум го правил. Дали понатаму во животот ќе одлучат своето семејство или животниот пат ќе ги одведе во некоја трета држава, не знам, не би можел да кажам, но ова е начинот на кој што јас ги воспитувам. Како семејство се задоволуваме со скромни работи, скромно семејство сме и така и ќе продолжиме да се задоволуваме, бидејќи скромните работи ги прават луѓето големи. И во тоа насока јас ги воспитувам моите деца и моето семејство. Повелете. Господине Мицковски, сепак барањето за промена на уставот е дел од европската преговарачка рамка. Тоа повеќе не е барање само на Бугарија, туку на сите 27 земји членки. Како понатаму, кој е вашиот план, бидејќи вие велите, вие сте против промена на уставот, се откажувате од Европската унија? Македонија да се повлече од преговорите, да остане тука блокирана? Не, така не. Тоа не е европски пат и тоа не е европско барање. Прашањето е дали Европа на вистина сака Македонија во Европа. Ако ја сака Европа Македонија во Европа, тогаш ова не е вистинското европско барање. Преговарачката рамка. Еве јас ви дадов одговор. Тоа не е патот кој што треба Македонија во Европа да ја однесе. Сосема е поинаков патот. Тоа дека нас некој сега не дотерал до амбисот, па ние треба да скокнеме во тој амбис, тоа не го прифаќам. Никогаш во животот ултиматуми, закани и уцени не сум прифаќал, нема ни сега да прифатам, како политичар. Тоа ви уверувам. Одлично ја отворивте оваа тема и добро е да се разговара. Тоа е од оние теми за кои што јас сакам да разговарам, а тоа е борбата против криминалот и корупцијата во Македонија. Веќе 5 години имаме влада која што ветуваше бројчаници, влада која што ветуваше дека ќе враќала пари назад одека и така натаму. А што донесе таа влада? Ако ја гледаме ран листата на Транспарентност Интернационал, тогаш перцепцијата за криминалот и корупцијата во Македонија изминативе 2 години, 2020 и 2021, сега во декември ќе видиме како е тоа за 2022, е 2 пати полоша од таа што била 13-та и 14-та. Ако тогаш не сме биле ни тогаш блескави, но сме биле меѓу првите 60 држави во светот. Сега сме 111 место 2000 или 117, коригирајте ме ако грешам, а сега сме 85, 6, 7 место. Значи, ние не само што не сме напредувале во борбата со криминалот и корупцијата, туку сме и назадувале. Јас сум со безусловна борба против криминалот и корупцијата, но тоа не значи дека треба национално да го уништиме овој народ и да потпишеме тоа што го потпишуваат овие кои што се принцови на криминалот и корупцијата, и Македонија од првите 60 места ја оттера повеќе од 100-то место. Ете, тоа е мојот одговор на вашето прашање. Да. Ако имате други прашања, повелете. Немате. Ви благодарам, ви имате убав ден.